Има всушност одговор. Има одговор на потешкотиите во Балканот. Прво сакам да му се заблагодарам на Джабир што ја организираше конференцијава. Исклучителна конференција. И Волфганд исто така. Ви благодарам многу за поканата. Ова е последен панел и ќе завршам со тоа како почнав, како добар пријател, како кодиректор, Сашо Ордадовски. Вие сподбавте препораки, ги имаме тие препораки. Овие се пошироки од самиот контекст. Сакам да подвлечам што сторивме. Ние сега доаѓаме од центарот на НАТО, каде што дискутиравме длабински со новиот заменик генерален секретар Радмила Шекеринска, поранешна министерка за одбрана, позната. Исто така имав чест да се сретнам и со Радмила, а исто така и да имаме една презентација пред генералниот секретар. Поентата е дека не треба да навлегувате во сето ова толку длабенски. Поентата е да бидете конкретни. Навистина да не навлегувате во проблеми и во прашања, туку да се постави прашањето што треба да направи НАТО. И да ви кажам, навистина тие се заинтересирани. Тие ќе помислите дека се за нив е проформа, меѓутоа не е така. Ние бевме таму, нема да навлегувам во детали, но можам да кажам дека Балканот беше тема на денот, кога бевме ние во посета на НАТО. Значи, тие се заинтересирани за нашите идеи, така што може совет е да бидете проактивни и да споделувате идеи. Ако се постави прашање, например, со кого зборувавме за разрешување на овие прашања, вие имавте право во тоа што кажавте дека САД и ЕУ заедно можат многу да научат од овој регион. Мислам дека регионот е многу интересен од многу аспекти. Балканот е нешто, значи е предводник, значи нешто каде што нешто прво се случува, па потоа се случува понатаму во другите места. Еве размислете на крајот на 1980-тите години. Преостанатиот дел од Источна Европа беше мирен и го имавте Слободан Милошевич, го имавте Косово и еве на што друго ќе ве подсетам. Еден од најосновните факти кои што беа занемарени од многу службеници, а отстранувањето на автономијата на Косово се случи пред падот на Берлинскиот зид. Значи, тие процеси се случуваа во тој момент и одеднашка се развија и преминаа понатаму во различни конфликти. Конфликтите понатаму продолжија, еве како што е сега во Украина и слично. Сите тие работи беа потенцијални можности кои што лидерите како Милошевиќ ги искористија. И исто така, истото се случува и во Северна Македонија. Во 2006 имавте нов премиер. Не сакам да го спомнувам името, не е потребно во моментот, меѓутоа имавте премиер кој што многу брзо ги еродираше демократските пречки и во суштина ја обезбеди она непрекината моќ. Се случија јавните протести после тоа во 2014 и така натаму. И значи и повторно значи имавме еден вид на поттик на вакви настани пред Виктор Орбан. И тој модел го имавте тука во Северна Македонија.
Исто така, имавте и може тука да го спомнеме, значи и Црна Гора, да ја спомнеме Мило Џукановиќ, Вучич во Србија. Произлезе дека многу работи не биле вистинити. Произлезе дека Мило Џукановиќ и неговата партија доживеа пораз. Што направи тој? Го призна поразот, неговата партија се уште постои и нема толку јасна политичка формација со српско влијание. Но можевме да видиме дека има фундаментална разлика. Џукановиќ не постапи да речеме, ете ќе ја срушам куќата и системот и слично. Туку се повлече и ја прифати критиката. Значи, понекогаш имаме и такви лажни споредувања. На вашите конкретни прашања ќе одговорам со она што мислам јас дека се најзначајни изјави на политичари во Балканот. Една од нив е на Вучич пред 36 часа. Тој ја употреби оваа фраза, беше навистина извонредно и не можев да верувам дека ќе оди во таа насока. Не го цитирам точно, парафразирам, затоа што ги употреби тие зборови во таа реченица, значи јас слободно ќе парафразирам. Тој рече, јас не сум Асад, значи јас не сум Асад, значи тоа го кажа Вучич. И јас мислев дека ова е извонредно, изненадувачки е што воопшто би помислил да направи таква споредба. И се разбира, потоа си го преврте тоа на свој начин, дека нема да избега и така натаму. Значи го претвори тоа во еден обид за да ги делегитимизира протестите, но тоа го направи на многу чуден начин. И тоа ви покажува дека и вистинските лидери кои што знаат да комуницираат прават грешки. Значи, грешка е да се употребат такви фрази како јас не сум. Ете така имаше таква грешка имаше направено и Никсон, кога рече јас не сум крадец, такви негативни и фрази кои се користат. Тоа е грешка. Во вакви случаи се покажува празнината на автократите. Она што изгледа денеска толку непобедливо со медиумите, судовите, со судовите, војската и слично, слушнавте нели претходниот панел за апсењата, за новинарите и слично. Значи, она што сега се чини дека е непобедливо може за миг да исчезне. Демократите какви што се, неефикасни и слично, не се срушуваат во еден момент, кога се руши кулата од карти. Така што мислам дека ова е еден добар подсетник, посебно во однос на ваквата изјава на Вучич, затоа што со таа изјава тој од нас побара да правиме споредба. Добро, не сте Асад, ама ние всушност ова го забележавме и ова го забележавме. Тоа се тие погрешни изјави. Ние сме тука многу кратко, вие имавте веќе навистина долги сесии со извонредни панелисти и затоа и нема да зборувам јас подолго, затоа што сакам и другите панелисти да имаат шанса. Јас имам објавено трудови за ова, имам зборувано за ова и можам да кажам дека има решение за Балканот. Балканот е во состојба на една вештачка суспензија и тоа нема подобар пример од Северна Македонија, која што два пати беше заложник на ваквите етнонационалистички проблеми, за кои што не е виновна.
и се направи преспанскиот договор со Грција за да може потоа се продолжи на патот кон НАТО и можеме да кажеме дека преспанскиот договор е еден извонреден договор кој што е навистина фер, во кој што се направени многу важни отстапувања, со кои што се поддржува македонскиот идентитет и се зајакнува сувереноста на земјата, што е многу важно. Сега имате вето од Бугарија и тоа е против така наречениот договор за пријателство, бидејќи Софија се однесува на секаков начин само не во духот на договорот. Македонија се квалификуваше, бидејќи јас имам направено многу тука имам доста размислување за тоа што би требало владата да направи, но јасно е дека пречката не е во земјата и сето тоа е поврзано и со реформите, сите оние чекори кои што бија придвижиле земјата напред за да може да се подобрат сите ситуации воедно и состојбата со корупцијата. Значи, кој е решението? Она што јас веќе го спомнав во врска со Вучич и Србија и тоа што он го кажа, неговата изјава, јас не сум Асад. Многу брзо ќе ја истакнам оваа поента. Не може да имате демократски, стабилен Балкан со антидемократска Србија. Нема тоа да функционира. Делумно тоа се однесува и на големината, бидејќи Србија е најголема држава од 6 држави во Западен Балкан. Црна Гора е најмала од 6 западно-балкански држави, бидејќи БДП на Србија е 14 пати поголем. Најголем трговски партнер е за Црна Гора, меѓутоа може да се направи математиката во односи на увоз и на извоз и политички, економски се прават тие пресметки и тука веќе повторно, значи слушнавме и на последниот панел каква е загадувањето на медиумската сфера на српските канали. Мислам дека има околу 90 на кабелската телевизија, значи голем број на такви канали има и тоа е проблем, значи ова е стварно фундаментален проблем затоа што не може да имате демократско напредување на регионот кога имате една таква најголема земја чии што интереси се поинакви. Немаме време за тоа, но можем да кажем дека има решение, многу е јасно, дека решението е Косово и дека Србија може да си ја одржи оваа позиција поради експлоатацијата во однос на косовското прашање. Ако ве интересира, и може да погледнете оваа публикација. Единствената причина, тука ќе завршам, значи ова е последното што сакам да го кажам и ќе го вртам спорот на хедер. Значи единствената причина што оваа цела работа еве и со Бугарија немаше да се случи ако Србија напредуваше, бидејќи на тој начин се даде можност на Бугарија ова да го направи. Значи, самата причина што сите овие земји не се во Европската унија, значи главната причина за тоа е поради тоа што Европа е поделена во однос на Косово. Очигледно е дека толку очигледно што луѓето воопшто не размислуваат за тоа. Ова е значи, тука станува збор за Грција, Словачка, Романија и Шпанија. Сето тоа е наведено во извештај наречен од криза до конвергенција, значи стратегија за справување со нестабилноста на Балканот од самиот извор. Тие 4 земји, Грција, Романија, Словачка, Шпанија, ги
го ја предадоа својата предност на Белград, бидејќи кажа дека нема да го признаат Косово додека Белград не го направи тоа. Значи Белград е како Софија. Како да е Белград, односно Србија, членка на ЕУ или на НАТО. Се што Белград треба да направи е како да постапува, како да учествува во диалогот и да ги користи парите на ЕУ. Меѓутоа нема интерес да го решава ова прашање, затоа што ја има предноста. И понатаму заради тоа продолжува да го изолира Косово, да го слабее Косово. А ние сме во позиција кога ни е потребна Србија, потребен е и литиумот и муницијата за Украина, што се разбира финансиски корисно за Србија. Тие не го прават тоа како еден вид на услуга за Украина. Тоа не е изговор за одговорноста на премиерот Курти за неговите постапки, бидејќи тој треба да ги постапува и со српските граѓани на Косово како со полноправни граѓани. Но структуралниот проблем не е во Приштина, туку е во Белград. Благодарам. Благодарам. Знам дека не истекува времето, но јас навистина би сакала да поставам некои следни прашања, затоа што кога сум во Србија, кога зборувам со луѓе кои што биле вклучени во некои активности на отпор против Вучич, тие се многу изфрустрирани од сето тоа. И луѓето обично велат никој не може да направи ништо, никој не може да го предизвика, како нешто, тоа е нешто непробојно. Да, тоа е многу добро прашање, одлично прашање. Имавме и тука луѓе од Белград и тие прават нешто, затоа и тој така кажа. Јас не сум сад, нема да избегам. Тоа беше во контекст, изјава кажана во контекст на протестот. Меѓутоа за мене беше тоа многу несоодветно да се каже таква изјава. Тој кажа нема да избегам, ќе им служам на српските граѓани против овие протестанти кои што се само пиони на Западот и слично. Меѓутоа се случи трагедија на железничката станица. Не треба тука да се претпоставува дека има мотивација од Западот. Луѓето се фрустрирани од трагедијата. И луѓето разбираат која е цената на корупцијата, кои се односите со Кина и слично. И на крајот доаѓаме до точката поврзана со демократијата. Значи, која е суштината на демократијата? Станува збор за отчетноста. Тоа е суштината. Луѓето велат транспарентност и отчетност. Не е точно. Демократијата се однесува на отчетноста. Не може се да биде транспарентно. Не е така. Дури и во демократијата треба да имате можност да имате дискретен разговор. Луѓето како Џулијан Асанж грешат. Не, станува збор за отчетност. На крајот, отчетност на владата пред луѓето. Тоа е суштината на демократијата и за тоа и всушност се бара од него. Така што одговорот Хедер е дека тие можат, дури и со сите недостатоци, тие покажаа својата моќ и ја докажаа пред 3 години со литиумот. Бев минатата недела, имаше панел на српски експерти онлайн. Имаше цел панел на кој што имаше 5 реномирани српски експерти кои што објаснуваа зошто е тоа проблем. И тие ја принудија владата пред 3 години да го запре проектот, но сега тој беше во Германија, кај канцеларот Шолц, кој што
кажа дека е потребен литиумот и слично, и сега, погодете, сега српскиот народ има глас во сето ова, има моќ да каже. И тоа е поентата, дека тие не се немокни во сето ова.